Заштитни столпчиња поставени на тротоарските површини како и на средината на коловозот на улицата Кирил и Методи во Штип. Со затворање на култната едносмерна улица, тежината на сообраќајот падна на улиците Кирил и Методи и Маршал Тито. Целта на поставените столпчиња е да не се паркираат возила на тротоарите и по коловозите, а поголема безбедност да имаат и пешаците. Со затворањето на едносмерната улица Ванчо Прке, евидентно и логично е зголемувањето на фреквентноста на возилата на улиците Кирил и Методи и Маршал Тито, кои се главни артерии во централното градско подрачје, па така со цел олесното движење на возилата и со цел оневозможување на паркирање на возилата на тротоарските површини, кои на тој начин ја загрозуваат безбедноста на пешаците и создаваат метеж и гужва во сообраќајот. Започнавме со активности на поставување на метални столпчиња на тротоарските површини и на флексибилни столпчиња на средината на коловозот на улицата Кирил и Методи. Таксистите се со поделено мислење кога е во прашање поставувањето на столпчињата на средината на коловозот. За едни одлуката е добра, според други ќе има повеќе гужва. Никако значење. Играчка, децата се раснали, овие што се изгледа или некој Дизниленд, или у некои игротеки се раснали и се играчки си правиме низ градот. Пуни линии стават и не гонат, сечел си. Ако од таа улица се сечел, а тај ќе иде таму преку која линија мине. Мене не ми е јасно. Мислам дека е добро. Нема да вртеме, нема да сметаме ние барем тука. Ама да го решат и проблемот со колите да не се паркират на такси. И тоа треба да се реши. Во е прекрасно направено страна на граничалник. Освен столпчиња на улицата Кирил и Методи, од наредната недела ќе се работи и на улицата Маршал Тито. Коловозот ќе се обележи, со што сообраќајот ќе се одвива еднонасочно, ама во две ленти. А со почетокот на следната недела, на улицата Маршал Тито, на потекот од Камен мост па се до мостот на гимназијата, ќе се расчистат сите паркирани возила, ќе се обележи коловозот и сообраќајот ќе се одвива еднонасочно, меѓутоа по две ленти. Заштитните столпчиња се поставени на неколку локации во градот со цел поголема безбедност за пешаците. Стефановски апелира да не се уништуваат истите од страна на несовесни граѓани.